прашале едно дете на колку години е, колку години има. И тоа како од пушка одговорило: имам полни 11, од 12-тата сум и наскоро ќе имам 13 години. Децата имаат желба, копнеш да имаат мерак да растат. И христијаните имаат мерак да растат духовно, посебно кога се нови во верата, млади во верата. Но со времето тој копнеш некако испарува и заглавуваме во задоволството од тоа што сме го постигнале и во некаква духовна рутина. И наликуваме како еден стар фармер кој честопати знаел да каже како сведоштво: не можам да се пофалам со некој постојан духовен растеж, меѓутоа важното е дека сум добро утврден во верата. И така еднаш тој човек, кога си одел по патот со неговата кола, со запрежната кола и носел дрва, наишол на дупка полна со кал и заглавиле тркалата во калта. Не можел да мрдне ни напред, ни назад. И поминал некој човек, сосед, кој не бил задоволен, кој не годувал таквото сведоштво на фармерот и му рекол: еј, пријателе, гледам дека не можеш да напредуваш многу, но важно добро си утврден во калта. Тоа сакал да му каже дека ако не одиме напред, не значи дека сме стабилни, стоејќи во местото. Бог не сака да се утврдуваме добро во верата. Бог сака да се движиме напред, да растеме во нашиот живот во верата. Нема потреба да расте само оној кој е достигнал Христовата совршеност. А додека сме на земјата, тоа нема да се случи. Ќе бидеме како Него кога ќе го видиме. А додека сме на земјата, секогаш ќе има простор за растеж. Тоа значи дека додека сме овде на земјата, треба да се движиме напред. Треба да растеме. Тоа е законитост. Во било која област нема стагнација. Или одиш напред, или назадуваш. А посебно во духовниот живот е неопходно постојаниот растеж. Оддалечувањето од Господ на крајот води до целосно паѓање. Затоа говорат и овие текстови, овие стихови кои ги прочитавме, Борен ги прочита, треба да се движиме напред, да растеме во верата, но тоа нема да се случи без дисциплина. И гледаме овдека во овие стихови, имаме методика, имаме духовна дисциплина за растеж. Значи, ќе говориме за растеж во побожноста, но овие стихови имаме некаква методологија. Интересно е дека овој текст е напишан од апостол Петар. Апостол Петар од Евангелијата го познаваме како човек кој честопати необмислено знаеше да каже нешто. Кој беше така импулсивен, избрзан, прибрзан човек. Иако еден таков импулсивен рибар можеше да стане следбеник на Исус Христос, кој се подложува на еден таков дисциплиниран пристап кон растеж, тоа значи дека сите ние можеме со Божјата помош да се движиме во верата постојано и да одиме напред. И она што го кажува овдека, основната идеја која што е пренесува во овој текст, овие стихови, е растежот у верата. Бидејќи Бог ни даде нов живот и духовни богатства преку верата во Христос, треба да се посветиме на растеж во побожноста. Значи има врска со сето она што го говоревме во изминатите 2 седмици, првите 4 стиха. Имаме основа на која што можеме да растеме во верата. Ајде да ги видиме основните идеи што ги представува дека апостол Петар. За да растеме во побожноста, треба прво да сме сигурни дека веруваме во Исус Христос и во неговите големи ветувања. Ако нема вера во Исус Христос, нема растеж, нема прогрес. Тоа е првото и основното. Овдека, значи 4 стих, 5 стих почнува со збор што затоа, кој е еден спрзник меѓу 4 и 5 стих, меѓу она што е говорено досега и ова што ќе продолжи да го говори понатаму, да го пишува. Затоа, поради сето она што е кажано, имајте го предвид она што следи понатаму.
или правете го она што следи понатаму. Значи, не навраќа на се што беше кажано. А ајде да се подсетиме што пишуваше Петар во претходните стихови. Ние преку верата во Исус Христос имаме спасение и имаме ресурси да го живееме новиот живот во спасението. Во спасението од Бог имаме вечен живот, имаме нов живот, имаме божествен живот. И Бог не само што ни дал нов живот, туку ни ги дал сите можности, се она што ни треба за да го живееме тој нов живот. И потоа продолжи и вели дека ние сме повикани од Христос преку неговата слава и совршенство за драгоцени, за многу големи и драгоцени ветувања, преку кои пак ја споделуваме божествената природа или божествениот живот, божествената морално совршенство. И заради сето ова, вели апостол Петар, бидејќи ви е дадено спасение, и бидејќи ви е дадено се што ви е потребно да го живеете животот во спасението, растете во побожноста. Ако го имате спасението и благословите од Бог, треба да растете во побожноста. Неопходно е да растете во побожноста. Заради сето што сте го добиле, вие можете да растете во побожноста. И затоа овој список што го прочитавме на доблести, како што е во нашиот превод или квалитети, почнува со верата. Без верата не е можен растежот во верата. Без растежот во духовниот живот. Без верата нема надградување. Верата е основата над која се надградува потоа добродетелта, знаењето, воздржаноста, самоконтролата и така натаму. Прво, треба да се прашаме дали веруваме во Исус Христос. Тоа е првото и основното прашање. Ако нема растеж во верата, треба да се постави под сомневање спасението, верата. Ако нема вера, напразно се ова што го говориме. Ако нема вера, вистинска спасителна вера, напразно се слушаме, напразно сме овде. Основното е, и за тоа почнува апостол Петар со верата. Овој текст има значење за нас, ако имаме вистинската вера. И ова зборче затоа, со кој започнува текстот, има и друга нијанса, содржи и друга идеја. За да растеме во побожноста треба да имаме правилна мотивација. Затоа или поради таа причина, во некои англиски текстови баш се вика поради таа причина или поради таквата мотивација. И во оригиналниот грчки текст ова зборче затоа е конструкција од два збора, во која е вклучена идејата како причина, поради оваа причина. Со што апостол Петар не подсетува на вистинската мотивација за живеењето на духовен живот и за растеж во духовниот живот. Причината поради која ние треба да растеме во духовноста е она што е кажано. Мотивацијата поради која треба да имаме духовен живот е тоа што е напишано. Мотивацијата е честопати проблем во нашиот духовен живот. Правилната мотивација. Ако немаме правилната мотивација, нашиот растеж може да забележи прогрес, да има некоја динамика. Но ако нема вистинската мотивација, ќе се загуби тој растеж. Многу пати растеме или сме поттикнувани да растеме во духовноста, за да направиме впечаток на луѓето, на некој човек, на некој близок. Бидејќи сакаме да слушнеме зборови на пофалба. Многу сакаме кога луѓето велат дека сме пораснали духовно и ќе не пофалат. Не е правилната мотивација за духовен растеж пофалбата од луѓето или впечатокот што ќе го ставиме пред луѓето. Некои се посветуваат на духовен растеж и се многу ревностни во духовниот живот, бидејќи сметат дека на тој начин ќе добијат повеќе благослови од Бог, дека тоа ќе им донесе убава куќа, или ќе им донесе убава кола, или ќе им даде здравје. Просперитетната теологија го поврзува духовниот растеж
или прогресот во духовниот живот со материјалните богатства што ги добиваат. И тоа е неправилна мотивација. Никаде апостол Петар не го спомнува тоа во текстот. И нема да најдеме ние некаков текст кој не мотивира кон духовен растеж заради материјални благодети. Која е вистинската мотивација? Зошто треба да растеме? Заради сето она што Бог веќе го направил. Бог го даде својот син. Бог се принесе во жртва заради нас. Бог ни даде ресурси, Бог ни даде благослови. Бог направи толку многу за нас, Бог ни даде толку голема благодат. И сега нашата желба да го прославиме Бог заради сето тоа треба да биде мотивацијата. Мотивацијата треба да биде прославувањето на Бог. Да се возвеличи Бог во нашиот живот. Да се представи совршенството на Бог пред луѓето во овој свет. Правиме духовни работи, живееме добар живот, напредуваме во духовноста, за да биде прославен Бог. А таа желба постојано ќе има во нас, тој копнеш да го прославиме Бог преку духовниот растеж, ако имаме во предвид постојано благодата што ни е покажана. Таа благодат која ни дава спасение и ни дава се што ни треба да го живееме животот во спасение. Таа благодат која ни го подарува божествениот живот, да ја живееме божествената праведност, да ги живееме божествените совршенства во нашиот живот. Апостол Павле, се извинувам, говори за тоа во 1 Коринтини 15 глава, кога вели: со благодата на Бог сум тоа што сум. И неговата благодат која во мене не беше напразна, но повеќе се трудев од сите нив. Само не јас, туку Божјата благодат која со мене. Вели, заради Божјата благодат правам се што правам. Тоест, се трудам многу заради Божјата благодат. И при тоа не јас се трудам, но Божјата благодат која во мене ме поттикнува да се трудам. И на крајот, вели апостол Павле, се обидувам таа благодат да не остане празна, да не остане залудна во мојот живот. Многу пати некои го поистоветуваат христијанството со комунизмот и велат комунизмот е најблизок, тоест идеите на комунизмот се земени од Библијата, од христијанството. Христијанството и Божјото царство, комунизмот и Божјото царство немаат ништо заедничко. Абсолютно ништо заедничко. Во комунизмот се велеше секој ќе работи кој колку може или колку сака, а ќе добиат сите подеднакво. Во Библијата не го откриваме тој принцип. Да, сите добиваме еднаква благодат, но на крајот Бог, праведниот Бог, секому ќе му даде колку што се трудел во Божјото царство. Представете си каква е таа праведност кога се тркат тркачи на трка. И некој кој тренирал многу, ќе ги победи со 100 метри разлика, растојање. И представете си на крајот сите да добијат златен медал. Подеднакво. Нема правда. Апостол Павле на многу места христијанскиот живот го представува како трка. Трка во која што ние трчаме. Има судии. Еден ден ќе застанеме во Христовото судилиште, кое што бема, она што го нарекува оригиналниот текст. И таму судијата правилно ќе додели заслуги, венци, награди, според тоа кој колку благодата што му е дадена ја ангажирал и употребил во животот. Нашата цел овде на земјата е се она што Бог го направил за нас, се она што ни го дал, да го употребиме, да се потрудиме, и ќе видиме употреба такви збори овде дека апостол Петар како и апостол Павле. Таа благодат да не остане празна, туку да растеме постојано во христоликоста, во побожноста и да се прослави Бог преку нашиот живот, преку таквиот живот, преку споделувањето на Божјата природа, на Христовата природа. Да стануваме се по христолики во нашиот живот, зашто тоа е целта за која сме создадени. Тоа е вклучено овдека во текстот, ќе видиме.
За да растеме во побожноста, треба да вложиме сериозни усилби. Вели, грижејки се за ова сестрано. Два многу силни збора. Грижејки се сестрано. Да го правиме тоа што следи, нели? Затоа што ни е дадено толку во спасение, затоа што ни е дадено се, затоа што толку голема благодат е покажена од Бог. Сега да се грижите сестрано, да ги правите тие работи што ги пишува понатаму. Зборчето грижејки се, интересно, само овде се употреба во Новиот Завет. Нема да го среднете на друго место. И тоа зборче значи да ги вложиш сите усилби, сите напори, тоест да го дадеш најдоброто, она што го имаш, се што имаш, да дадеш за нешто. И тука всушност апостол Петар сака да каже, се што имате, вложете, дајте за вашиот растеж во побожноста. Бог ни го дал неговиот живот и сега ние треба да дадеме се од себе да го живееме тој живот, да растеме во побожноста. Духовниот растеж се обезбедува со одговорен однос кон благодатта. Бог сака да имаме одговорен однос. Таа благодат не треба да остане празна. Зборот сестрано, исто така интересен, основата на овој збор е хор или хореогео. И од тука е зборот хор. И зборот хореографија, ние викаме кореографија, меѓутоа треба да биде правилно хореографија. Многу интересен збор. Зборчето кореографија или хор или хореографија значи да дадеш енергична подршка, тоа да направиш се што е можно да се оствари нешто. И тој збор, кореографи на времето во древноста ги нарекувале не оние кои што ја подготвувале сцената, туку оние кои правеле возможно да се случи таа сцена. Тоест, кореографи били богатите луѓе кои со својата подршка, финансиска подршка, обезбедувале некој драмско дело или музичко дело да се оствари. Тие биле кореографите. Давале се што имат за да се реализира некоја цел. И тука има два многу силни збора. Грижете се сестра. Тоест, вложете ги сите усилби, направете се за да го обезбедите духовниот растеж во вашиот живот. Слични збори употребува и апостол Петар, апостол Павле во Филипјаните 3 глава, од 10 стих натаму. Прво дава едно сведоштво каков бил, што се оставил и кај се стреми. И го употребува зборчето тиоко кој всушност значи сета енергија, сета сила да ја вложиш во постигање на некоја цел. А неговата цел е да го стигне горното призвание. Исус Христос оставил се зад него, целиот живот што го имал дотогаш, се смета за отпадок и се вложува за да го стигне Христовото призвание, горното призвание кое е во Исус Христос. Да се трудиме, да ги обезбедуваме овие доблести кои се наброени. Пак ќе кажам, се е дадено од Бог. Меѓутоа гледаме дека ние, бидејќи се ни е дадено од Него, треба да се вложиме, да ги вложиме сите усилби во таа насока. За да растеме во побожноста, треба да забележуваме напредок во некои конкретни области. И тука се изредени 7, со верата 8 квалитети, 8 доблести и се потикнуваат неколку прашања, зошто токму овие се изброени, на други места по Новиот Завет има други, и зошто токму по овој ред. Ај, за верата ни е јасно, зошто верата треба да биде прва. Без верата нема ништо. Не успеваме. Зошто под овој редослед се изредени и останатите? Дали апостол Петар ни дава некој хронички редослед кој треба да го следиме, тоест прво треба да растеме во добродетелта, за да можеме да растеме во знаењето, и не треба да растеме во самоконтрола додека не сме пораснале во знаење. Дали треба да чекаме или пак има некоја друга причина, дали можеби некоја логика нема во сето тоа. Прво, ова е вообичаена форма
литературна форма на изразување во древноста. Како и оние нумеричките поговорки. Има 5, тоа е 6 нешто од кој треба да бегаш или кој треба да ги правиш. И ова литературна форма била многу применлива во древноста, зашто на таков начин луѓето полесно запамтувале. Во древноста било многу важно да се памти. Немале луѓето книги, немале Библии и требало да се наоѓаат методи заради кои полесно ќе се запамтува. Така овдека имаме точно 7. Со верата заедно 8, една бројка која лесно се памти, 7. И се изредени по некој логичен редослед. Но ова не е список кој е завршен, конечен, тоа е само овие квалитети треба да ги има во нашиот живот. Апостол Петар нема таква намера да ни даде некој список кој е конечен, исцрпен и нема други работи кои треба да ги правиме. Причината е друга, може да кажеме нешто понатаму и за неа. Во Новиот Завет има и други списоци, например во Тимотеј пишува за праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост и кротост. Тука некои работи од Словото се препокриваат 4 нешта. Ако го гледаме списокот на плодот на Светиот Дух, она што го сочинува плодот на Светиот Дух љубов, таму ќе изброиме 9 нешта, така да не се препокриваат некои работи. Затоа можеме да кажеме дека целта на апостол Петар не е да ни даде некој конечен список. Исто така, овдека немаме некоја хронологија која треба точно да ја следиме во исполнување животот. Интересно е дека Мартин Лојд Џонс открива области. Например, во добродетелта и знаењето открива нешта кои се врзани со верата или разјаснуваат верата. Во воздржувањето и во трпението открива некои внатрешни квалитети. Верниот човек се карактеризира со трпеливост и самоконтрола, а пак побожноста, братолюбивоста и љубовта се нешто што се насочени кон луѓето, кон останатите, однос кон другите. Треба да покажеш побожност, да ја гледат во тебе, љубов и братолюбие. Но евидентна е во секој случај логиката. Има логика. Добродет без верата нема растеж во ниту едно од овие квалитети. Добродетелта е врзана со решението, со волјата, да правиш нешто што Бог сака да прави. Ако ти си расчистил дека нема да го следиш Бог, Бог нема да даде и знаење, нема да даде и познавање и откровение. Воздржувањето пак, ако не присуства или самоконтролата е оригиналниот збор, ако го нема во нашиот живот, тогаш напразно тоа знаење кој не се применува во животот. Воздржувањето е напразно ако тоа не продолжи и во моментите кога доаѓаат неволите, тоа е ако нема долго трпение. Долго трпението е она кое не поттикнува да устоиме и во секакви услови. И тоа пак напразно пак ако нема братолюбие и нема љубов. Така да овдека може да најдеме повеќе логичка врска отколку некоја хронологија која треба точно да ја следиме во нашиот духовен живот. Се прво ќе растам во добродетелта, потоа ќе растам во знаењето, потоа ќе растам во воздржаност и така натаму. И сигурно апостол Петар решил токму овие 7 квалитети да ги изброи, бидејќи ќе видиме ние понатаму втората глава, очигледно во овие нешта, токму во овие нешта, имало контраст меѓу лажните учители кои доаѓале овдека да ги убедуваат христијаните во нивното учење и вистинскиот карактер на христијанинот. Сигурно овие работи, токму овие работи отсуствувале кај лажните учители. И со тоа апостол Петар го свртува вниманието на верниците да ги споредат лажните учители со овие работи. Очигледно тие немале добродетел. Очигледно тие луѓе кои сметале дека тој се фалиле дека имаат специјално знаење, не го познавале вистинскиот Бог. Тие луѓе кои се фалиле со самоконтрола, воздржување, биле целосно предадени, и апостол Петар го пише тоа во втората глава, на развратот. Тие се пороби, тој ги нарекува робови на развратот. Братолюбието отсуствувало бидејќи ги манипулирале луѓето за своја лична корист. Сите тие лажни учители доаѓаат таму за да стегнат некаква материјална корист. Сите овие нешта отсуствували. Затоа токму овие работи
апостол Петар ги спомнува овдека, но се важни. Идејата дека треба да растеме во побожноста. Идејата дека треба да растеме во Христовиот карактер. Христоликоста е основното овдека. Ние сме учесници во Божјата природа. Тоест, учесници во совршениот Божји карактер, во совршениот морал на Бог. И во тој поглед ние треба постојано да растеме. Ајде да ги видиме така накратко овие 7 нешта. Прво почнува со, рековме, верата нема да е воопшто, верата е основата, на верата се надградува се тоа. Кажавме за верата на почетокот. Без верата во Исус Христос, без верата во неговите ветувања, она што ни го дава, нема растеж. На верата понатаму се надградуваат сите овие работи. Добродетелта е прво спомната. Принесете кон верата својот добродетел. Зборот добродетел е само овдека го стави в оригиналниот збор, арете е интересен. Само 2 стиха претходно апостол Петар повторно го употреби. Се во нашиот текст, во нашиот превод тоа не се согледува, меѓутоа во англиските преводи се согледува зашто се исти зборовите. Не знам, Викторија може би користи англиски превод, каде што говори за Христос дека не повикал преку својата слава и совршенство. Таму е употребен зборот арете, истиот овој збор арете е употребен и овдека, кој што кај нас е преведен како добродетел. Еден исти збор. И која е суштината на овој збор добродетел? Која е идејата? Го употребува за Христос, дека тој не повикал преку својата слава и совршенство. Истиот тој збор го употребува во првото послание апостол Петар, во 2 глава 9 стих, каде што вели дека ние сме повикани да го прославуваме Бог, тоест оној кој не повикал од темнината кон неговата светлина, сега да не го кажам напред, не повикал од темнината од својата чудесна светлина. Тоест, а ние треба да ги прогласиме совршенствата на оној кој не повикал од темнината во неговата светлина. И овдека повторно е зборот арете, совршенства. Асоциацијата е сушност Бог. Ние треба да растеме во совршенството на Бог. Се разбира, ние никој пат нема да станеме богови. Секој пат онтолошката разлика меѓу создателот и созданието ќе остане. Но нашата, она за што ние сме создадени овдека на земјата, е да растеме во Божјото совршенство. Затоа сме создадени. А Божјото совршенство е Божјиот карактер, Божјиот морален карактер, Божјата правда, се она што го прави Бог да биде Бог. Уште во моментот кога Бог го создаде човекот, тој го создаде по својот образ и подобие, со потенцијал човекот да се развива, да расте во Божјото совршенство. Се повеќе да заликува на Исус Христос, на Бог. И тоа е овдека поентата. Всушност, самиот збор арете значи, тоа е толкувањето на Майкл Грин во неговиот коментар, спомнавме ли го знаете Майкл Грин, во неговиот коментар на ова послание вели дека, всушност, давајќи дефиниција на овој збор, вели, збор што арете ја одразува суштината на нештата, тоест, вистинската намена. Арете е правилната употреба на нештото. Например, суштината на ножот е да сече. Тоа е неговата правилна употреба. За тоа е создаден. Природата на ножот е да сече. Природата на конот е да трча. Суштината на човекот е да расте во совршенството. Да расте во Божјата природа. Да ја споделува Божјата природа и во тој поглед тој се повеќе и повеќе да ја присвојува Божјата природа. Тоа е суштината, правилната употреба на нештата или правилната употреба на човекот. Само 2 стиха, како што кажа порано, го употребува апостол Петар за Исус Христос. Тој не повикал преку својата слава и совршенство. За ние да растеме во Христовото совршенство. Кон добродетелта треба да придодадеме знаење. Она знаење кое преку кое Бог, а знаењето е Словото. И овдека апостол Петар нарочно го употребува знаењето гносис. Оној термин со кој се фалеле
гностиците, лажните учители дека тие имаат правилно знаење. И овде дека Петар говори за знаење кој го добиваат од верата, сведоштвото за верата кој е оставено од апостолите. Она знаење преку кое што можеме ние вистински да го разбереме Бог, да го научиме Бог. Она знаење преку или она слово преку кое што Бог научи како треба да живееме, како да се однесуваме со луѓето, како да го употребуваме јазикот, како да постапуваме во секоја ситуација. Ова знаење е и слово, но и она знаење, практично знаење што Бог ни го дава во конкретните животни ситуации, да се справуваме во овој живот и да растеме во побожноста. Кон знаењето воздржување. Воздржување или самоконтрола. Овој квалитет, така да кажем, карактерен квалитет е последен во списокот на плодовите или плодот на Светиот Дух во Галатјаните 5 глава 23 стих. Интересно, таму е даден како плод, тоест нешто што се раѓа во нас, природно. Меѓутоа, овој апостол Петар вели и придодавајте. И вие треба да ги вложите сите усилби, грижејќи се сестрено да придодавате во вашиот живот воздржаност. Зошто? Зашто по благодат, не ние, туку Божјата благодат ни дала се што е потребно за да придодаваме во нашиот живот самоконтрола или воздржливост. Самоконтролата, реков има во списокот на плодот на Светиот Дух, се да бара како карактеристика неопходна за старешинството, а апостол Павле пак, истото овој збор што е употребен овдека, го употребува на оние места кога говори за атлетичарите. И ги дава за пример на воздржливи или самоконтролирани луѓе. И тука всушност ни опишува атлетичар кој оди спроти некои нагони кои му се природни, за некоја повозвишена, повисока цел, да постигне нешто повеќе. Што прави атлетичарот? Телото што сака? Телото сака да јаде. Луѓето сакат да јадат. И да јадат она што е сладко, вкусно, да си јадат луѓето. И затоа повеќето ние имаме повеќе тежни отколку што треба да имаме. Јадеме повеќе отколку што треба. Телото ни го бара тоа. Да јада повеќе отколку што е потребно. Што прави атлетичарот? Тој се воздржува за повисоката цел, да го постигне успехот. Ако тој јаде се што кога сака и се што сака, нема да ги постигне целите. Атлетичарот трча, сизма. Телото сака да ужива, да лежи, да спие. Тој се подложува на мака, да ја стигне цел. И кога не му се трча, тој трча. Мора да трча, да ја постигне целта. И тук тоа е всушност идејата на овој избор. Да работиш наспроти оние нешто кои човекот во својата природна состојба ги сака. Зошто? За да постигне повозвишна цел. А возвишената цел е растеш во побожноста, во Христовиот карактер. А пак на таа воздржливост тој вели додадете трпение. Трпението пак е врзано со време. Додека воздржливост е нешто го взимаш решение во моментот, сега не сакам тоа да го правам, не ми се правим, но ќе го направам за да постигнам некоја цел. Трпението е таа воздржливост на долг период. И тогаш кога веќе станува многу тешко да се покажува лојалноста и верата во Бог. Има една убава дефиниција во еден речник за новозаветни зборови, вели трпението е карактеристика на верникот кој е непоколеблив во извршувањето на поставените цели и лојалноста кон верата и побожноста, дури и во неголемите искушенија и страдања. И секогаш кога Словото поттикнува кон трпение, обично контекстот е страдање. Луѓето биле во некакви страдања, биле во гонења и авторот ги поттикнува кон трпение или долготрпеливост. Трпеливиот верник е спремен да го следи Христос и кога треба за тоа да плати со мачетиштво или страдање. Кон трпението побожност. Побожноста е дефинирана како осознавање на присуството на Бог во секој момент, во секој аспект на животот. Ако ние осознаваме дека Бог е присутен во секој аспект на животот, во секој момент,
ние ќе го починиме нашиот живот на Бог. Значи, побожноста е врзана со страхопочита, со богобоязливоста. Може преводот не асоцира многу на тоа, но тоа е побожност. Побожноста е спремност да се покоруваме на Бог во секоја ситуација. Побожноста е послушност, која доаѓа од сознанието дека во секоја ситуација, во секоја област, Бог е присутен. Е тука, покрај нас. Кон побожноста вели братолюбивост и употребена зборот Филаделфос, кој значи братска љубов. Тоа е љубов што се покажува во семејството. Оние чувства, оние односи, она поведение што го покажуваме кој најблиските. Оние емоции што ги покажуваме кој најблиските. Вели апостол Петар, тоа вие треба да го придодавате во вашиот живот, не само кон најблиските, туку во заедништвото, од црквата. Тоа да биде ваша одлика. Вие сте духовно семејство, во духовното семејство треба да има односи како во секое друго семејство. Треба да ги прифати на сите, што Христос ги прифатил. Треба да им правиме добро на сите, а најмногу вели апостол Павле на своите по вера, зашто сме семејство кое што има братолюбие. А на крајот, љубов, агапе, многу добро познат збор, пожртвувана љубов. Љубов кој не гледа на своето добро, туку гледа доброто на другиот. Посветеност да се прави најдоброто за другиот. И гледаме дека тие не доаѓаат спонтано во животот. Вложете секој усил, грижете се сесрдно, за да имате братолюбие и љубов. Други зборови, треба да вложите многу усилби да има љубов. Влагајте усилби. Тоа нема да дојде така. Тоа не е чувство што доаѓа па се оди. Се работи. Се работи со тоа што во добродетелта нашата волја ќе ја насочиме кон таа цел. Кога не мрзи, да му направиме добро на другиот, ќе работиме спроти мрзата, да му помогнеме. Тоа е самоконтролата. Кога егото не дозволува да му помогнеме на братот во неволја, ќе работиме наспроти егото, за да покажеме љубов. Кога гордоста, бидејќи сме биле повредени, не дозволува да покажеме љубов, ќе работиме наспроти гордоста. Гледате, има врска, има логичка врска меѓу сите овие работи. Тоа е самоконтролата. Кога ќе работам наспроти они работи кои не ми дозволуваат да покажувам љубов и да работам за другиот да биде најдобро. Кога ќе решам да не бидам цело време со оние кои ми се симпатични и ги сакам и ми е пријатно, туку ќе одиме кај некој кој што не ми е толку пријатно. Меѓутоа, Бог го барате од мене и ќе работам да се чувства добро и оној со кого не ми е најпријатно. Тоа е братолюбието и тоа е љубовта. Тоа се квалитетите. Гледате, списокот почнува со верата и завршува на крајот со љубовта. Што ќе кажеме на крајот? Гледаме дека духовниот растеж е процес. Долг процес, најдолгиот процес во животот. Завршува во моментот кога ќе заврши животот. Нема крај на духовниот растеж пред да заврши овој живот. Долг процес. И е како спортски тренинг. Бара залагање. Ако нема редовно тренирање, нема успех. И кога редовно дори се тренира, ако на тие тренизници нема залагање, пак нема успех. Може некој да оди секој ден на тренинг, но ако лежи, седи, не успева. Бара, гледаме овдека дисциплина, бара ангажирање, бара усилби. И ако нема видлив духовен прогрес, не треба да се тешиме со тоа дека важното е добро да се утврдиме во верата. Може би фактот дека сме се утврдили во верата значи дека сме заглавиле некаде и не можеме да одиме понатаму. Нашата цел, тоа сме спасени од Бог, е да растеме во божноста, да растеме во Христовиот карактер. И тоа постојано, непрекинато. Господ да ни дава таква мудрост, да растеме постојано во верата, да растеме во побожноста, Христовиот карактер, Христовата природа да станува се појасна
во нашиот живот. Тој живе во нас. Неговата природа е дел од нас. Нашата нова природа е Христовата природа. Но ние треба да растеме, таа да станува појасна и Бог и луѓето да го гледат Бог во нашиот живот и да го прослават. Тоа е нашата цел.